Ола, жо шој, Штефан, зашто ќе јадам гумени прсти? Што е тоа внатре? А овие можам да ги смазам сите. Зашо си толкаво? Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Повторно храна, како што гледате сега сум опколен со многу храна и тоа од Шпанија. Работите ми се донесени од некој што сега беше во Шпанија пред 2 дена. Се одбрани за моето видео, па да видиме дали Шпанија има вкусни, благи и солени работи и пијалоци. Некако мислам дека сум скроз поклопен од ова, така да можеби јас некако вака ќе ги легнам работите. Чисто за мене поише да ме гледате. Мислам дека од ова видео почнуваме во 4К, така да проверете дали е 4К и како ви се свиѓа. Се уште е со најстандардниот објектив и се уште немам нов, така што тек ќе биде уште подобро, ама како ви се свиѓа ова? Дали е почисто, дали е поубаво? Со кој редослед да одам? Ајде ќе пробам, ќе одам со овие. Овие се викаат Грефуза Бомбер. О, колку се тенки! Океј, волку тенки немам јадел никад. Не знам дали се гледа, претенки се. Тоа вкусно е одиват, скоро па и да немаат вкус. Сега финдео да го правам на шпански, ама заборев. Escuchan las palabras de las brujas. Hola, yo soy Stefan and... Не се лоши, ама не се добре, значи не е ништо, онака скроз е онака рамна линија. Така да што ме рамна линија ќе дам нова петка. Рече си нема да ништо вкус. Нема да има на англиски објаснувања, шубо. Гледам компир на сликата, така да валја нешто со компир. Следно, што е ова? Fini Cinema Mix, микс на некакви си овошја, ама зашто има прсти. Зашто ќе јадам гумени прсти? Колку јако мириса. Многу јако мириса. Ама убаво јако. Зашто се тоа прсти, брат? Луѓе. Не знам дали се фокусира, ама зашто има прст? Зашто јадам прсти? Вкусни прсти. Има вкусна цреша ова. Може би тука ќе видите најубаво прстите. Зашто ова јајце? Ова е јајце. Ова е пржено јајце. На око. Има вкусно јајце? Нема вкусно јајце. И ова има вкусно цреша. No fat, no gluten. Демек здрави си, нема шанси да се здрави. Зелен прст. Зелен прст. Има и хариба мечења внатре. Многу се вкусни, ама буквално имаат вкус на сите гумени бомбони. Не е ништо ново. Ќе им дам оцена 8. Ај сега да пробам еден од пијалоците. Еве ќе почнеме со, ќе почнеме со кола-колче. Ова вика Zero Sugar K-Wave Limited Edition Flavor. Треба да има и различен вкус, не само што е лименката различна, а лименката изгледа многу добро. Ајде да пробаме каква кола-кола е ова. Македонската кола-кола беше неколку пати прогласувана за највкусна во свет, така што не очекувам, ама ова ако има некој различен вкус. Шо е тоа внатре? Много е вкусна. Ама не можам да опишам со шо е. Ако успеам да најдам на интернет ќе напишам тука шо има, ама ако не успеам не знам. Ова за мене е 10. Одлична кола-кола. Следно, шо се овие бе брат? Elaborado en España. Поема немам шо се, овие личат кој да би биле можеби некој си healthy snack, нешто демек здраво. Види колку се зачинети бе. Океј, внатре не личат како да се здрави, ама ќе видиме. И не личат воопшто како на сликата, многу се подцрвени внатре. Сега што се меки, буквално се топа за уста. Има вкус на чедар, предобри се. Овие можам да ги смазам сите. Било што малку да ми замириша на чедар, правилно. Малку aftertaste-от ми мава на млитавко, ама се многу добри човек. Мислам дека за ова фер е да дам оцена 9. Што личи дека тука може да ме разочара. Дај нешто да дам помало оцена. Ти ќе ме разочараш. Ич не сум фан на вакви. Ич не сакам вакви чоколади каде што има внатре лешници. Не знам, не гледам дали се лешници или се некои бадеми шо се овие. Личи дека цели парчиња ќе бидат внатре во ова. Значи на сликата ќе гледаш огромни джиновски лешници си мислиш ки има внатре. Во реалноста не знам дали ќе се фокусира дали гледате, премали. Ајде да видим дали ќе биде вкусно барем. Не иде благо, кој не е за готвење, ама давај го цело. Цело, ама да го најдеш по 5 минути. Ама лошо мек ќе му дава тоа. Не е толку лошо. По-горчлива е толку што блага. Ќе му дам оцена 7. Мера како мал aftertaste-от и уште поубаво ми доаѓа. Верувам дека ако сакате вакви чоколади со лешници внатре или со било какви овакви јаткасти плодови, ќе ви се свиѓа ова многу. Но само ја не сум фан и ми сметаат обично тие работи. Така да 7 од мене. Шо си ти бе? Фламингутос. Колку е Барби? Шо се вие некој маршмелоу ќе бидат? Зашо си толкаво? Внатре има 3 вакви. Ова е огромно, кој ќе го јаде ова? И цело е раздронето ова. Како да пробам од ова? Кој е добро. Вкусот на јагода е многу јак и многу добар. Имаме ние вакви слични, со таква мала тортичка е. Не би дал 10, ама може комотно 9 каде. Одлично тоа. Дај сега пак нешто вакво. Ќе земеш Schweppes Zero Pink. Pink значи ќе биде со некој си црвено овошје. И цел е црвен внатре. Ова е зеро, а е поблаго од тортичката што изедов. Не знам дали е можно толку да ми мава од
тортата да е толку поблаго, ама ова е благо, човек, многу. Ми има вкус кој некоја си вода газирана со вкус. Така да ќе му дам нова седмица. Шо е ова? Малце солени и овие се со нула фет, нула глутен, нула све такво, здрава верзија. Шо е ова, бе? Зашо има зелена, мислам дека има зелена банана на пакувањето. Можно ова да е... И личи шарата на банана. Не знам дали може да видите, ама буквално личи ко банана да е. Зар е некаква си пржена банана? Не, лошо е ова. Ми има вкус на некаков сончоглед, ама сончоглед што воопшто не е солен, е потврд, е ужас. Ево го најлошото до сега во видеото. Оцена 3, не. 2. Дај да пробаме една од Nestle чоколади, човек. Има 3 Nestle чоколади. Едното е валјда црно чоколадо, едното е бело чоколадо, едното е кафеава чоколадо. Да го пробам тоа што најмалку најверојатно ќе ми се свиѓа црно чоколадо. Јас стварно не сум фан на црни чоколади, така што по некоја претпоставка ова ќе биде таа што најмалку ќе ми се свиѓа. Која готвење ќе биде, така? Секогаш црните не ми се свиѓаат. Ако може би вие сакате црни чоколади, тоа ќе би се свиѓа вајде. Мене стварно не ми убаво. Ќе му дам нова оцена 4. Одиме сега на белото. Малце стопено е ова, ама изгледа добро. Од тоа чекувам многу. Ова е многу добро. Малце нешто ми засметува некој aftertaste од после што мава. Многу малце, ама ова е многу добра чоколада. Ова е 9. Много добро. И остана уште кафеавата. Искрено од кафеавата очекувам многу. Очекувам да не ми биде под 9. Многу се добри. Многу се добри, стварно се многу добри. Сите три чоколади имаат внатре која некои си многу меки лешничиња, кои некои меури, знаете како так тие чоколади се такви. На другото сепак ќе му дам 9,5, а на ова ќе му дам 9, затоа што белото ми се свиѓаше најмногу. Ама ова се стварно многу квалитетни, многу добри чоколади. Фанта од лубеница е ова. И е зеро. Ајде да видиме што може да понуди фанта од лубеница. Мириса многу добро. Ми сера лубеница. Дали ова е период кога има зрели лубеници? Ми сера многу лубеница. Не е лошо, ама нема и ништо вау. Така да ќе дам и нова седмица, ама солидно. Интересно и различно. Дај да видиме што е ова Surtis for you. Risketos, Triskis, Buskalios, Mesh Brawl. 4 различни работи има внатре. Внатре има стварно све и свашта. Јас не знам дали ова ќе се фокусира, а гледа има буквално све и свашта внатре. Ајде ќе ги мешаме заедно, што тие треба се мешаат вајде. Парчињава чипс се многу добри. Зашто немам цел чипс таков некој? Ова е многу добро целото. Воопшто не е тврдо. Ти се топат во уста. Овие се топ. 9 од мене. Следно ќе пробуваме нешто со какао. Личат дека овие ќе бидат такви 3 големи, исплескани. Вајде ќе биде таква тортичка со какао нешто. Имам внатре и ко фил со ванила нешто. Ми се свиѓа, ова се ко нашите винчини, ко тоа да јадам. Оцена 9. Па прочував какао, малку се разочарав затоа што не сум кој знае колку фан на какао. Тука него не го сакам така да топево. Овие се слични на овие. Истиот бренд или не? Да, истиот бренд е. Овие ми се свиѓа, нели? Овие беа нешто со чедар. Овие ќе бидат исто и внатре изгледаат исто. Може би личат малку поголемо од тие другите? Не бе, баш исти се. Многу силен вкус на сирење и се многу потврди, така да ова паѓа, оцена 4. Остана уште само 3 работи. Следно ќе биде ова чоколадце од Nestle, нешто наполитанско личи дека е. Баш е такво, ништо вау, ама солидно. Мислам дека никогаш вакви наполитански работи не ми се свиѓале нешто претерано. Буквално така и со ова, така што ќе му дам некоја си Ајде сега ќе земеме Кока-колата и за крај ќе останеме ова што е нешто peanut butter. Оваа Кока-кола е Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal. Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal. Ова најверојатно вика дека е Coca-Cola Light без кофеин, без калории, без шеќер и содржи рефресканте. Што е тоа? Мислам дека имам пијана ваква лајт
и претходно. Колајт ми е нешто измеѓу обичната и зеро. Некаде на средина е, ама искрено ако ја споредам со нашата зеро, ќе одберам нашата зеро надолу. Така да можам на оваа да ја дам 8,5. Да, топ е, може комотни 9 калории. И за крај имаме пинат карамел чоколадце. Ова е некој си протеински бар, 16 грама протеин без додаден шекер. А ова е баш топено. Ова нема да се одлепи од ова. Има премногу карамела и затоа е цело изналепено вака. Ми смета нешто. Мешав натре премногу се тегне. Мислам и карамел да се тегне, ама нешто друго има плюс. Не е лошо, ама не е добро. Петка. И тоа беше и последното. Сена се јас сум мислам дека задоволен Шпанија, да доживаше многу вкусни работи. Сега вака кога ги гледам работите, има многу работи што ќе сакам буквално да ги доедам. Само ќе гледам и да ги споделам, да не изедам све само ова. Дали вие сте биле во Шпанија, дали имате пробано некои од овие работи, можеби на друго место, затоа што верувам пример барем пијалоци или некои други можеби ги има и на други места. Ако било што да имате пробано, пишете ми. Исто така пишете ми во коментари од која држава следно да пробам храна. Ставете лайк ако сакате уште вакви видеа, субскрајбнете се на каналот за уште вакви видеа и ние се гледаме следното. Чао!